Добродојавте во 114-тото издание на Комкаст, подкастот во кој што зборуваме за медиуми, маркетинг и дигитална култура. Односно, подкастот во кој што е веќе 9-10 епизоди поред ја третираме темата за дигитална трансформација. Оваа тема ја обработуваме заедно со А1 Македонија, компанијата чија мобилна мрежа е најбрза на територија на Република Македонија. Овој пат и според мерењата на Ookla. Рековме во неколку епизоди претходно дека ќе се фокусираме да продискутираме и малце поконкретно за промените и за трансформациите што се случуваат во неколку различни индустрии на нашиот пазар. И за таа по тој повод во оваа епизода имаме двајца гостини, за прв пат вака еден по друг, ќе ги пуштиме во иста епизода. Разговарам со Петар Ниновски од Brainster, кој што ќе ни зборува многу повеќе за тоа како формалното и пред се неформалното образование претрпе промена и кои опции им се отворија, кои им се затворија, дали е тоа подобро или полошо за нивната индустрија и како им се променија конкурентите на локалниот и глобалниот пазар. Вториот гостин е Душан Марковиќ од Малити груп. Тој ќе ни зборува малце повеќе за трансформацијата во Малити групацијата, која што обединува поголем број различни компании од 4 различни индустрии. И тука пред се ни е важно да видиме која индустрија во која што тие се занимаваат, како реагирала на промените кои што со кои што се соочуваме овој период. Ви ветувам два интересни, не премногу долги муабети, кои што повторно се враќаат назад на она што веќе го дискутиравме изминатите епизоди. Луѓе, дека луѓето се клуч и дека всушност дигиталната трансформација не е ништо многу пософистицирано од било која друга бизнис трансформација која што се случува во денешно време. Нормално под влијание на дигитални алатки и технологија. Не заборавајте да се претплатите ако го гледате ова на YouTube, да стиснете listen, follow, subscribe ако го слушате ова некаде на некој од аудио платформите. Комкаст е достапен на Deezer, достапен е на iTunes, достапен е на Spotify, на Google Podcast и секако на YouTube. Нормално, целата епизода и сите овие опции ги имате на komunikacija.net. Уживајте во епизодата. Петар, помина 6 години од првото твое гостување во Комкаст. Дали можеш да поверуваш? Да, тоаш баш почнувавме со Brainster и да, сварно, 2015 или 2016, мислам дека се видовме последен пат. Се видовме последен пат на емисија, да, 2015-16 година. Brainster од тогаш досега преживеа еден куп многу трансформации, многу голем раст, многу промени, многу новитети внатре. До кај сме сега, вака на кратко? Кој ти е one line pitch? 2022 година Brainster, неколку големи майлстон што ги планиравме за, да речеме, 10 години од сега, успеавме за малце пократко да ги достигнеме, као, например, бројката од студенти кои имаат поминато низ Brainster, поминавме претходната година 10.000 веќе студенти, моментално сме проширени во 4 држави, освен неформално образование по кое сме познати, од оваа година започнуваме со формално образование, тоа е Brainster Next. Моментално тимот на Brainster брои 50 на луѓе со околу 150 инструктори, така да овие се некои бројки што се интересни за споделување сега за сега. Супер. Изминатиот период, спомнав, вие бевте низ фаза на многу трансформации, како и било кој стартап, му требаше време дека се пронајде, дека го најде својот ниш пазар, дека го најде својот модел. Меѓутоа, од кога ја најавте формулата, вие не застанавте таму. И дополнително дојде фаза во која што требаше забрзано да се трансформираме сите под влијание на пандемија. Образованието долго време познава и функционира во различни модели, значи офлайн модел, комбиниран модел, асинхрон модел, значи секој сам да седи по своје темпо, онлайн во живо настава и така натаму. Не беа непознати воопшто ниеден од тие модели, меѓутоа се чини некако како пандемијата во еден куп други сегменти да ги забрза работите, па ги забрза работите и во образованието. Како изгледаше таа реакција, таа трансформација брза што мораше вие да ја направите? Колку ја дочекавте спремни, колку имавте време да испробувате различни модели за да дојдете до она што, да речеме, сте денеска? Ова е многу добро прашање. Ќе пробам да се навратам наназад баш моментот кога почна да се збори многу за пандемијата, почнавме да ги сваќаме, да ги разбираме информациите кои можевме да ги најдеме на интернет и во тоа мислам дека беше март 2020 година. Една од подобрите работи што ги направивме тогаш, од кога ги добивме потребните информации, е дека свативме дека пандемијата нема да заврши брзо. Оние експерти
на чело на Трамп дека пандемијата ќе заврши во јуни на лето со зголемување на температурите и свативме дека нема да биде така. Зашто ти го кажувам ова? Затоа што сите промени што ги направивме тогаш ги направивме промени за долг рок. Ако верувавме дека ќе се вратиме во нормала за неколку месеци од сега, немаше да се охрабриме да правиме толкови инвестиции за да ги правиме тие големи промени. Така да тоа беше клучното според нас за да бидеме за да ја правиме да направиме таа брза трансформација. Нормално секоја организација ги има капацитетите за да се трансформира, меѓутоа ова беше нагла, мораше да се направи нагла промена. Тоа беше најголемата, најдобрата работа што ја направивме. Одлуката дека се што инвестираме за долг рок и дека оваа пандемија нема да биде тука до јуни, него сигурно ќе биде неколку години, а големи се шансите и да продолжиме да живееме со таа пандемија. Сега ги имаме потребните информации. Меѓутоа ако се навраќаме наназад веќе неколку години во 2020 година, тогаш ради одлуките да инвестираме во долг рок се охрабривме да ослободиме ресурси за работа на технологија, на платформи кои подоцна ќе ни помогнат за студентите, работа, зголемување на еден тим. Тоа што имавме еден човек во Student Success, сега ни е најбројниот тим во Brainstar, тимот на Student Success, тимот кој се грижи за задоволството, за искуството на студентите, тоа што требаше малце поинтензивно да инвестираме ради промените во тој тим. И сега ако погледнеме наназад, ќе видиме дека клучните индикатори кои ги мериме за колку добро сме направиле таа трансформација, како задоволство на студенти, задоволство на инструктори, вработливост на студенти, процент на вработување, така натаму од 2019 година па навака секоја година се зголемува година за година. Така да не само што ја направивме ова трансформација, веруваме подобро од останатите, туку сите индикатори воопшто не се, напротив, не само што не се намали искуството, се зголеми искуството, се зголеми бројот на студенти, како што кажав, се зголемија индикаторите кои се подобри индикаторите што ги мериме. Така да таа клучна, одлуката да ги правиме тие клучни големи промени за долг рок, мислам дека се исплатеше на крај. Како што напоменав, значи пред себе ги имавме сите различни алатки и модели кои што беа постоечки и до тогаш. Вие требаше да изберете по кој пат ќе одите, што ќе употребувате како тип на едукација, како процес, како алатки, како софтвер, како вработени внатре, ве кажа дека сте развиле многу повеќе во сегментот на студент success и така натаму, значи во тој дел луѓе. Како изгледаше тој процес на одлука во смисла на тоа дека чекај се, ќе одиме со овој пристап, ќе одиме со тој пристап, ќе одиме со оваа софтверска алатка, ќе одиме со таа софтверска алатка, значи колку имавте време да тестирате, колку имавте време да се консолидирате и да речете чекај, ќе пробаме опција А, Б, С, Д, па ќе видиме, ќе даеме волку време, ќе даеме толку време, или едноставно беше straight forward. Да, немаше време многу за во нормални ситуации, тие промени се секојдневни, continuous improvement, оние мали промени, иновации, оние малце поголеми промени, меѓутоа тие ги правиме малце по малце. Овдека немаше многу време за експериментирање. Имавме, да ти ја кажам нашата ситуација, имавме полни групи кои почнаа офлайн, ние требаше да ги префрлиме онлайн, имавме уписи кои следуваат, имавме нови програми кои сакавме да ги лансираме. Имавме среќа дека ние, како што кажав, за промени се спремаме, така да онаа платформа што ние успеавме за еден месец да ја лансираме, после од кога влеговме во онлайн свет, беше неколку месеци претходно започната да се работи. Така да малце бевме подготвени за таа трансформација, меѓутоа немаше во овој случај немаше време за експериментирање. Затоа ќе се навратам пак назад. Одлуката да ги правиме тие големи промени за долг рок беше клучна, затоа што знаевме дека нема време за A/B тестинг и за тестирање на хипотези, него големите одлуки ги направивме сега, од кога ги направивме, од кога ги лансиравме големите работи, да вработиме 10 луѓе во Student Success, да изградиме платформа која ќе ни помага во процесот на учење, од кога ги направивме тие, понатаму продолживме со оптимизирање. Меѓутоа првата промена беше промена која немавме време да правиме тестирање.
Како реагираа останатите на глобално ниво? Значи, нели знаеме дека има куп сервиси каде што имаш едукација on demand, значи сервиси каде што ти можеш да си купиш курси, да си го изгледаш по твоја динамика, по твоја нели желба. Има книги, има други курсеви кои што можеш да нели вебинари, кои што можеш да се вклучиш во живо. Како реагираат другите, да речеме, сродни неформално организации кои што работат во неформално образование? На глобално ниво имаше организации кои добро се трансформираа, направија потребната трансформација. Дел од организациите чека за подобри времења. Тие излегоа, делот ни веќе излегоа и неколку добри организации кои претходно ги следевме веќе не се на пазар затоа што конкуренцијата која беше подготвена и која можеше подобро да свати каде би се движел светот, ги направија потребните промени и им избега на конкуренцијата. Тоа реално не се случи и нас во Македонија. Ние во 2019 година, на почеток на 2020 година бевме важен играч на пазарот во Македонија. Веќе 2021 година станавме лидер и тоа од профит по продукт до индикатори за успех на студентите и се измени. Така да поради брзите промени, поради агилноста на организацијата да ги направи тие потребни промери, најверојатно ни помогна да ја изградиме таа разлика помеѓу нас и останатите конкуренти. Колку реално се доближи сега она што вие го нудите, или нели таа трансформација ве доближи до оние други сервиси кои што да речеме претходно биле онлайн only, digital only, значи колку сега вие одеднаш со оваа трансформација си отворивте друг пазар на конкуренција. И колку тоа реагира, нели на како на тоа реагираше публиката, колку ви даде да речеме простор да мора да бидете на друго ниво во поглед на квалитет за да се изравните со тие нови конкуренти условно речено, а колку ве стави во позиција да нели изгубите на важност затоа што сега денеш може да ве споредат со нели со Udemy да речеме. Со Udemy, да. И претходно и сега има еден процент што не сакам да го кажувам јавно, процент на луѓе кои претходно иделе да се посетувале курсеви на Udemy, па сега доаѓаат кај нас. Така да тоа што го нудиме сепак се разликува од не дека не сме конкуренти, не можам тоа да го кажам дека не се допираме со тоа што го работиме, меѓутоа нашиот бизнис модел е малце поразличен. Ние тоа што го форсираме се малце подолги програми помеѓу 9 и 12 месеци. Ние тоа што го форсираме како организација се hands-on experience, работа на реални проекти. Ние тоа што многу добро го правиме поврзувањето на талентите што ќе излезат од нашите програми со компаниите кои бараат таленти, односно IT, тек компаниите кои бараат таленти. Тоа го нудевме и претходно во офлайн варијанта, сега и онлайн го нудиме. Така да меѓутоа тоа што ни го направи онлайн реално ние ги зголеми капацитетите, многу ни ги зголеми капацитетите. Со олкава бројка, да речеме сега во моментов имаме илјадници студенти. Замисли, имаме илјадници студенти, претходно немавме простор каде ќе ги сместиме тие илјадници студенти, реално. Така да ова ако како мислам се да бидеме реални, не сите бизниси можеа оваа голема промена да ја искористат за добро. Меѓутоа и не сите бизниси кои се погодни кои може да искористат за добро ја искористија добро. Ама има бизниси како нас што едно се погодни да ја направат таа трансформација, а друго влегоа сериозно и дури го искористија оваа голема промена. Неколку пати ги спомна нели капацитетите на организацијата кои што од претходно сте почнали да ги градите. Кој напомена нели Student Success делот и така натаму. Според тебе кои организацијски капацитети се покажаа како клучни покрај нели ова што веќе го спомна за таа брза и ефективна трансформација? Дали можеш да малце продискутираш на таа тема? Па мислам дека сега со прашањето и си одговори малку, значи способноста на организацијата да се прилагодува и да се менува, тоа според мене е најважните капацитети на една организација. Тука можеме, ако сакаш да останеме и цел ден да збориме на оваа тема, омилена тема ми е, многу размислувам. Тука меѓутоа ќе пробам најнакратко што можам да ти кажам, за да ти кажам што размислувам на оваа тема. Значи според мене способноста за една компанија да се менува е многу потребна затоа што имаме едно не толку
како да ги кажам, приморани промени, како ова што ни се деси со COVID, туку и постојани промени. Се менуваат навиките на луѓето, се менуваат потребите на компаниите и мора да се менуваат и компаниите. Меѓутоа, ја би ги поделил тие капацитети на два дела. Едниот е организацијски, другиот е на индивидуално ниво, организацијско ниво и индивидуално ниво. Во делот на организацијско ниво би ги поделил исто така на два дела. Првиот дел е вредностите на организацијата, ќе ти кажам зашто ги спомнувам, а другото е политиките, HR политиките на организацијата. Има уште еден куп работи што можеме да ги кажеме, што можеме да ги направиме на организацијско ниво за да се подготвиме за овие промени, меѓутоа би се задржал на овие две за да не останеме тука цел ден. Во првиот дел, во вредностите на организацијата, штом организацијата, односно штом луѓето во организацијата сватат дека овие промени се чести и треба да се прават и треба да се прилагодува организацијата, тоаш мора на ниво на вредности да го изигра, да го направи. Така да за нашиот случај како дел од вредностите, на пример од 5 вредности, едната ни е continuous improvement and innovation, односно постојано подобрување и иновации. Оние мали постојани подобрувања што ги правиме на дневна основа и оние иновации што не ги правиме често, меѓутоа од време на време и ја прават онаа разлика помеѓу нас и конкурентите. Втора работа е, не знам, исто втора вредност е фокусираност на клиентите. Односно ги гледаме какви се потребите и на нас као клиенти, директни клиенти ни се студентите, меѓутоа како партнери многу важни ни се и компаниите, односно IT компаниите. И ние мора да се прилагодуваме, да ги прилагодуваме програмите за нивните потреби, за тоа што бараат како таленти оние, за да можеме после да им помогнеме на талентите да се вработат. Така да како втора вредност е на фокусираност на клиентите. Исто така вредност многу важна е continuous learning, односно постојано учење, меѓутоа не само да се промовира како вредност, туку да им се остави простор на луѓето да се мотивираат луѓето да учат, да се прават програми за учење внатре во организацијата, меѓутоа многу важна работа е да се мотивираат луѓето да остаат делови од нивните календари за време на работа посветена на учење. Значи ги мотивираме секој во организацијата да си има да си закаже во својот календар кога сака, колку сака простор за учење. И тоа е многу важно. Така да не ги набројувам се натаму вредностите, меѓутоа другата работа е на индивидуално ниво, тоа што ти кажав. На индивидуално ниво секој само иницијативата на луѓето, пак постојано учење на луѓето, желбата да се подобрува, да се менува како се менуваат потребите и така натаму. Така натаму многу кратко за HR политиките, зборам за HR политики од мобилноста внатре во организацијата, да се осигураме дека сите луѓе во организацијата го работат тоа што сакаат да го работат и дека ги користиме квалитетите, добрите страни на луѓето, дека продуктивноста на организацијата ја градиме врз добрите страни на добрите особини на луѓето. Тоа е прва работа. Learning and development, односно учење и развој внатре во организацијата, до вработување, какви луѓе вработуваме, до каков ни е процесот на вработување, така натаму. Така да ќе се навратам на почеток, способноста на компанијата, на организацијата да се трансформира, да се подобрува, да се адаптира и многу работи може да се направат тука во овој дел. На самиот почеток спомна дека во суштина вие сте предпоставили и тоа било корисна работа дека промената нема да биде краткорочна и дека ќе остави, да речеме, трајни последици. Денеска живееме во новото нормално и веќе на големо никој не дискутира дека ќе се вратиме во нормално, туку дека имаме веќе нови нормали. Тоа во вашата индустрија значи дека има некои работи кои што сега се нормални, кои што се дозволени, кои што се стандардни и не биле претходно. Како гледате на тие работи? Значи, дали ќе можете и понатаму да продолжите да функционирате на тој начин или веќе размислувате полека, но сигурно да имате некаков хибриден пристап, хибриден модел, дали ќе успеете да го задржите темпото и квалитетот и бројноста, нели, ако се вратите на тој некој хибриден или условно речено стар нормален модел? Така. Значи, ај да направиме малку зум аут. Може пред да збориме конкретно за нашава индустрија. Значи, на старото нема да се вратиме, никогаш нема да се вратиме. Јасно. Ако претходно требаше да во нашиот случај, ако требаше да даваме
повеќе причини, подобри услови за луѓето да присуствуваат онлайн, сега ќе треба да се трудиме за да ги вратиме офлайн. Така да офлайн нема да се вратиме. Нема да се вратиме на старото, туку ќе си го задржиме ова ново нормално. Сега пак ќе направам малку зум аут. Според мене за и за нов продукт и за прилагодување на продукт секогаш треба да се движиме во границите помеѓу нешто што е веќе познато, старо, досадно и нешто новелти, многу непознато. И треба да се движиме тука во овие граници. Ако лансираме продукт што е на едната страна на новелти, нема никогаш да го поминеме, дека луѓето се уште имаат страф и се резервирани. Од друга страна, ако лансираме некој од другава страна на границата, каде што е веќе досадно, веќе старо, исто така нема да можеме да го продадеме тој производ. И треба многу мудро, не е едноставно, многу мудро да се движиме во границата помеѓу старо и новелти. Сега зашто ти го кажувам ова? Да се потсетиме за некои работи кои се направија големи промени, например за состаноци. Ми текна предходно во предходните организации кога работев, имаше и тоа често еднаш во месецот патував за состанок за неколку состаноци. Патував до Копенхаген до Албарк патував со кола. Имав неколку состаноци тој ден и се враќав назад, ама немав директна линија до Скопје, не ми ни текнува како се враќав. Од Скопје, од Копенхаген дали беше до Софија, па тука назад се враќав. Така буквално за еден ден за неколку состаноци. Тоа беше тоаш нормално. Онлайн состаноците не беа толку реално, не беа толку нормални. Иако не се од оваа гледна точка, неколку години само не ни се верува. Сега новото нормално е онлайн состаноци. Ќе ти биде чудно ти да отидеш да испатуваш еден ден за да имаш 3 состаноци, да се вратиш назад. Меѓутоа, сега е тоа прифатливо затоа што е во границите помеѓу новелти и веќе видено. Сад да збориме малку и за едукација. Ако во 2019 година ние понудавме хибридни академии, немаше да бидат така прифатени. Онлайн едва беа прифатени, камоли хибридни компоненти. Многу е непознато за луѓето да може да го приватат. Сега со онлайн, станува веќе нормално онлайн предавањето, онлайн во живо. Имавме пред некој ден баш стратешки состанок каде што направивме на голема одлука за што правиме која ќе биде формулата за какви продукти ќе почнеме да дадеме од октомври натаму. За овие уписни рокови пролетните остануваме со иста понуда, меѓутоа каква понуда ќе подадеме понатаму ќе биде нешто интересно за кое не сум сакомотен многу да споделувам, меѓутоа не охрабри новаво нормално, не охрабри малце да експериментираме, да пробуваме некои нови пристапи, нови работи. Мене реално ме радува ситуацијата кога ќе видам дека ако деца не може да бидат денеска во школа заради XY причини, не знам, мора да биде во изолација или скршил нога или не дај Боже нешто не му е добро, без никаков проблем може да отвори компјутер, да се закачи на Teams, нели во основно и во средно образование и да следи настава во најголем дел од ситуациите. И тоа значи дека во основа е вклучен, и следам тоа по моето дете, кое што по старото, кое што да речеме беше недела дена дома, меѓутоа редовно може да следи настава, наставниците се закачуваат, значи предаваат, дури го ги вклучуваат децата што се онлайн во наставата, не се баш натргнати на страна кој тука се ама не се битни во тој фазон. Така да кога стигне еден таков гломазен систем како државно образование да ги прифати овие работи, да се адаптира условно речено многу брзо, тогаш немам некаква двојба дека тоа и те како може лесно да биде прифатено, особено во неформално образование каде што динамиката е далеку поголема. Добро, значи остануваме на нешто што е измеѓу, остануваме на нешто што ќе биде предизвик за некои следни ситуации. Ајде класично за крај, кои се плановите на Brainster за иднината? Пошто ти веќе нешто напомена, меѓутоа кажа 4 пазари, колку овој модел и ова надминување на тие некои бариери на физички простор, вашиот тип на бизнис модел го стави на мапата на глобалните пазари. Океј, значи кој за пак сега толку брзо се менуваат работите што за 18-24 месеци од сега планирање подалеку од 24 месеци веќе станува глупо, нема никаква смисла. Ние имаме планови за што би направиле некои драфт планови за што би направиле во наредни 3-5 години, меѓутоа конкретни планови за наредните 18 месеци. Ќе имаме неколку продукти, академии што ќе експериментираме
сега во моментов неколку што ги пуштивме претходната година, тие као хибриден модел многу добро беа прифатени од луѓето, така да продолжуваме со повеќе такви академии, хибридни академии. Од октомври оваа година, односно од септември почнуваме со факултетот, односно со формалното образование, каде што ќе лансираме програма за софтверско инженерство и иновации. Тука многу инвестираме и во технологија, и во лаборатории, и во професори, и така да голема инвестиција имаме во формалното образование. Дополнително во моментов го спремаме пазарот за нашиот втор дом, така го нарековме тој проект, значи пазар кој ќе го нападнеме надвор од Македонија, меѓутоа не е како овие пазари што ни се сега Австрија, Хрватска, Словенија, меѓутоа density, со густина ќе влеземе, значи со локални вработувања, со локални партнери, со многу голема инвестиција на тој локален пазар. Дополнително нормално секогаш во пайплайн имаме некои сайт проекти као Brainster Next Platform, што сега во април мислам дека ќе излага една платформа што ќе дознаете многу за кратко за што се работи. Имаме неколку експерименти во позадина што ги тестираме. Така да горе доле имаме во пайплайн доста работи. Имаме една SaaS платформа што во 2023 година ќе почнеме да ја продаваме, односно од сите продукти до сега што ги развивме за нас, ќе почнеме да ги продаваме и за други едукативни институции интернационално. Така да има доста проекти. Сега сме во фаза каде што повеќе кажуваме не на работите и се фокусираме на тие работи што не се многу важни и полека како се ослободуваат ресурси ги тестираме другите работи. Меѓутоа има плодни и наредни неколку години за нас ќе бидат многу важни. Петар, ти благодарам за мојот. Јас се обидувам во овој циклус на теми, на епизоди кои што се посветени на дигитална трансформација, да навлеземе подлабоко во различни сегменти, меѓутоа и во различни индустрии, затоа што многу често зборуваме за оние големи компании, големи концерни, конгломерати кои што им е предизвик да се трансформираат, а ги забораваме условно речено помалите бизниси или индустриите кои што и како трпат промени, а не им се посветува толку многу внимание, а може многу да се научи од нив. Јас верувам дека од Brainster и од образовната, да речем, индустријата на образование, формално и неформално, може секој од нас да научи многу, затоа што таква, условно речено, инертна индустрија многу брзо успеа да се промени и цело време иновира, значи и на глобално и на локално ниво, ние гледаме дека цело време се иновира, така да ти благодарам за споделеното искуство и нека не бидат 6 години до следното гостување, нека бидат помалце. Договорено, Дарко. Фала ти на тебе многу. Молам. Дуле, немаш представа колку ми е задоволство и мерак што конечно успеав да те убедам да дојдеш да гостуваш во Комкастот наш. Добре дојде. Добре, најдов и мене ми е многу драго. Во моментов веќе неколку години назад си дел од Малити груп, односно Гемак, кој што е дел од Малити груп и денеска веќе и текако се обидува да, се трансформира во една корпорација чија што функционирање делува на два различни пазари, Македонија и Косово, и кој што број компании со различни, да речеме, вокации, кои што делуваат во различни индустрии. Ајде на кратко само една брза лична карта на Малити груп и што се вклучува во Малити груп, па постоја ќе зборуваме за неопходноста на трансформацијата. Така, значи Малити груп се оформи негде на крајот од декември минатата година. Официјално имавме настан промоција практично на групацијата. Административно почнавме од средината на јануари, значи како правен субјект се воспостави организацијата, практично холдингот, во кој што се вклучени 10 компании од два пазари, од Македонија и од Косово. Тоа се постоечки компании, некои од нив како Гемак се постари, веќе 30 години постојат на пазарот, во различни индустрии, значи во дистрибуција, недвижности, градежништво, угостителство. Тоа се 4 индустрии во кои што се активни овие компании. И самиот чекор дојде како еден логичен прогрес на компаниите, пошто компаниите се живи материи, тие растат и беше многу логично да се дојде до вакво мрежување меѓу компаниите, заради тоа што
собствениците во видоа дека тоа е единствениот начин како може да се дојде до остварување на подобри бизнис планови, да поголем прогрес да се направи на компаниите, да се освојат нови пазари, така да тоа беше главната цел на вмрежувањето на овие компании. И сега наместо тие да делуваат одвоено како што претходниве години така делува, сега имаат можност да делуваат заеднички и самиот процес на дигитална трансформација кој што се вклучува, едноставно тука си ја наоѓа својата примена многу повеќе него претходно кога беа посебни единки, да кажем. Спомна повеќе различни компании, неколку 4 различни индустрии на делување, индустрии две особено кои што како беа погодени од пандемијата и од затварањето на еден куп угостителски објекти и работа со тие услужни дејности. Дали тоа значеше дека кај нив порано мораше се почне да се размислува за трансформација или веќе се размислуваше за секој од тие индустрии, за секој од тие компании различно, па сега се спојува тоа во една капа и се тера напред, или едноставно се делуваше некако условно речено стихино под притисок на пазар, па сега веќе со формирањето на Маличи груп одиме во некој поорганизиран пристап на сето тоа. Вака, значи мислам дека самиот процес на, да кажам, да се изразам, четвртата индустријска револуција е започнато уште многу порано пред ова вмрежување и пред идејата воопшто за вакво вмрежување, а секако и пред почетокот на пандемијата. Неминовно е, пандемијата ги замрза процесите, како и во сите компании, ги забрза процесите на примената на дигиталните технологии во компаниите. Некој се снаоѓа подобро, некој подобро. Кај нас тој процес беше започнат уште пред пандемијата. Едноставно, пандемијата ги забрза овие процеси, поготово овие компании кои што беа најпогодени во индустриите како што е угостителство, например. Дали постоеше листа на приоритети, значи кои компании поред ќе добијат повеќе внимание, како ќе се пристапи на одреден дел од компаниите или индустриите, и како изгледаше тој план, да речеме работен план? Во принцип се одвиваше во секоја компанија, во секој од овие компании се одвиваше различно, значи во некои беше имплементација на некои дополнителни алатки кои што се во ERP системите, значи подобрување, оптимизација на тие процеси кои што веќе постоја. Меѓутоа сето тоа е делот од развојот на технологиите. Оној дел кој што се забрза во време пандемијата сигурно беа основањето на продавниците, на дел од компаниите кои што се занимаваат, меѓутоа и во угостителство и во дистрибуција. Едноставно мораше да се премине на тоа. Не дека претходно не беа во план сите тие овие активности, апсолутно беа во план, меѓутоа сега дојдоа на добија приоритет едноставно. Во однос на тоа како се градеа овие процеси, интересното е тоа што тие започнува пред се од главните луѓе во компанијата. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам е дека многу често ни помога и колегите кои што беа вклучени во самите процеси, кои што беа баш затечени конкретно од ова и од пандемијата. И едноставно мора да најдат решение како можат они сега да ја помогнат на компанијата и како можеме побрзо да делуваме во тоа опкружување кое што во тој момент беше активно. Така ги активиравме и тие тимови и не беше, одлуката беше донесена заеднички и вложувањата можеме да видиме дека сега дадоа плод. Очекувавте дека вложувањата на краток рок ќе дадат плод или гледате дека само тенденцијата е таа и дека вложувањата во основа не биле напразно направени или веќе гледате директен фидбек од тоа? Не мислам дека ова е процес. Значи ние не ги гледаме резултатите, не го гледаме само дека ова е крајот. Едноставно се трудиме да сите вработени бидат вклучени во овие процеси. Не ги исклучуваме и не го оставаме тоа само на топ менеджментот, да речеме, и на раководителите, него ги вклучуваме буквално сите.
Не го гледаме како краен резултат, затоа што резултатите не се битни, битни се луѓето и промената на размислувањето на луѓето. Кај нас тоа е главниот двигател во компанијата, да кажам. Моментално работиме на што подобра на комуникација помеѓу тимовите. Значи, по самото себе што се 10 различни компании во 4 различни индустрии е навистина комплексен процес и за нас комуникацијата помеѓу тимовите е многу битна. Меѓутоа, фронтлайн не ни се дигиталните технологии. Да бидеме реални, тие ќе се развиваат, ќе бидат понапредни, иднината е пред нас и секогаш ќе... Поентата беше да ги натераме луѓето да размислуваат, да речем, некако како дигиталната трансформација што беше карактеристична за порано барем, беше карактеристична само за IT компаниите, многу е потешко да се имплементира во другиве компании кои што немаат таков мајндсет на вработени. И така да моментално работиме најмногу на обука на нашите вработени, на тоа вмрежување, на едноставно размислување на култура на промени, на постојана култура на промени и се фокусираме на пред се на самите тие процеси, се воведуваат корпоративни процеси кои што буквално тоа им е целта, да ги тераат луѓето да повеќе да бидат активни во оваа насока. Не се фокусираме толку на резултатите, значи секако битни ни се, не станува збор за тоа, меѓутоа се некако сами доаѓаат по себе. Така да не е еден процес, окей, сега си го зацртуваме ова ни се KPI-сите, мора да ги оствариме. Многу е побитен процесот на учење, кој што моментално ние го имплементираме со нашите вработени. Особено во дистрибуцијата, значи имаше тука доста скратување на пазарот, нели, со сите тие рестрикции за затварање и така натаму. И вие како и многу други почнавте да го следите оној глобален тренд на D2C, односно direct to consumer, некаков тип на пристап. Иако прилично свесни, претпоставувам дека тоа не е работа која што преку ноќ може да се смени. Колку го следите другиот дел од пазарот и регионално и глобално, дека нели компании како вашата, особено тука да имам Гемаг, свртувањето кон директниот потрошувач, а не кон масовна дистрибуција, всушност го менува начинот на работа, го менува фидбекот што го добивате од вашите купувачи, чувството за нели познавање на пазарот и слично. Ке бидам искрен, значи ова е се уште почеток. Резултатите не се толку импресивни колку што би сакале да бидеме, меѓутоа мора да се има во предвид дека не се работи само во действувањето во нашата компанија или во нашата групација. Се работи и за обкружувањето. Значи, како конкретно во Гемаг, еден од нашите принципали Диаджо е нели светски познат на Синџи корпорација која што ги содржи брендовите како Джони Вокер, Смирнов и така натаму. Значи, од нив добиваме ноу-хау кое што и како можеме да го искористиме во нашиот начин на работење. За жал, потребно е, не е доволно само компанијата да го има тоа ноу-хау. Потребно е истото ноу-хау да се имплементира и кај соработниците, со партнерите со кои што работиме, што значи они треба да бидат барем некаде до приближно ниво каде што сме ние, за да можеме тие процеси да ги имплементираме. Се соочуваме со такава ситуација каде што едноставно нашите партнери не се баш мислам не сите, нормално, не би сакал да бидам погрешно сватен. Меѓутоа голем дел од едноставно пазарот е таков да не се имплементирани, не е секаде истото ниво на развој во поглед на дигитална трансформација на компаниите. И тоа се приметува, тоа може да биде пречка. Едноставно кога вие не можете некои процеси да ги имплементирате и ноу-хау кој што сте го научиле заради тоа што вашиот соработник не е спремен за тоа, тука процесот застанува. Па се трудиме да најдеме адаптација, се трудиме да ги обучиме и тоа е малце процес кој што трае подолго. Затоа мислам дека треба да се биде реален. Ние како општество воопшто се уште и како работиме на дигиталната трансформација, не можам да судам, веројатно други фактори ќе кажат дали сме понапред или поназад, но сметам дека дефинитивно има простор за развој се уште.
Следното прашање ќе ми беше кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте и ова беше еден од тие што ми ги кажа, значи во рамки на Гемак. Дали со другите компании, особено можеби во Parkland Group и слично, значи во гостителски дел имаше друг тип на предизвици со кои што се соочувавте или некакви генерални предизвици кои што делумно можеби се должат на пазарот или на самата организација, односно групација која што ја работите? Како најголем предизвик би го истакнал стравот од новото, од стравот од вложувањата во нешто ново, и тоа е, можам да го дедицирам во делот кој што ги носи одлуки, значи во менеджментот и овако. Затоа во овој дел при формирањето на нашата групација многу вложивме во човечките ресурси, значи вложивме во донесување на нови луѓе воопшто кои што ќе ни помогнат да имплементираме оваа нова корпоративна култура, оваа промена на однесување на вработените, на мајндсет што ја спомнав. Идејата беше дека заедно новите луѓе, заедно со постоечките сили кои што и како се докажале за овие 30 години и постигнале резултати и успех кои што никако не можат да се занемарат или во нигде смисла, едноставно беше потребен еден нов дух кој што ќе го покаже правецот на каде треба да одиме. И се ангажира, значи ангажиравме од финансиско-административен аспект и ангажиравме PricewaterhouseCoopers, значи консултантска куќа која што ни помогна да ги поставиме работите како што сакаме да се развиваме во иднина. Дополнително беа донесени консултантски куќи кои што ќе ни помогнат за управување со човечките ресурси. Значи имплементиравме и софтвер, HR софтвер кој што во моментов иде обука на вработените за негово користење, значи се поставија некои нови перформанс менеджмент системи кои што сите тие треба да допринесат на крајот за едно поефикасно, поагилно работење на сите вработени во групацијата. Она што е убавината во сето тоа што сите делуваме како едно. Тоа е предноста и силината, би кажал, на овој проект. И за нас е ова нулта година, Дарко. Ние сега ги поставуваме вие работи. Резултатите ќе можеме да ги гледаме малце подосна. Меѓутоа, она што е за нас најбитно е тоа да помине што побрзо. И мислам дека ние земаме големи чекори во таа насока да сме едноставно верувам дека сме на прав пат тоа да го имплементираме. Како изгледа временската рамка која што се зададовте? Имате некакви фази, има некакви, да речеме, short term goals, mid term goals и така натаму или? Во нормално дека има, како сите планови кои што ги имаме, значи нашата проценка е дека во следниве година дена, откако ќе ги имплементираме сите овие работи кои што претходно ги напоменав, дека ќе бидат во целосна функционалност, значи ќе бидат fully оперативни. И така да би рекол една година е некој процес кој што е нормален, кој што ние го очекуваме. Ќе видиме. Процес за да се имплементираат овие работи и постоја веројатно има, претпоставам, след на многу други. Значи ова е само почеток, апсолутно дека како што кажав, едноставно ова е процес кој што ние само се обидуваме да ги подготвиме нашите вработени да можат да одговараат на предизвиците кои што ќе следат. Многу ми се допаѓа моето затоа што нели зборуваме за трансформација на 10 компании кои што се обединуваат во една голема холдинг компанија, односно групација. И зборуваме за процес на трансформација, бизнес трансформација. И не толку многу всушност се фокусираме на фактот дека тоа дигитална трансформација, пошто неминовно всушност таа трансформација во денешно време носи употреба на дигитални алатки или канали за комуникација и така натаму. Така да во основа доаѓаме до оној муабет кој што вели, нели, дигитална трансформација е бизнес трансформација која што денеска било која каде се случува и ова сега што го зборуваш ти уште еден доказ на тоа.
Ќе го повторам она што го кажав на почетокот. Дигитална трансформација всушност е бизнис трансформација денеска и клучни се луѓето. Затоа внимавајте што и како посветувате време и енергија за да ги направите луѓето со кои што работите посрекни и позадоволни за да може да испорачаат она што би требало да го испорачаат. Ако живеевте во оваа епизода, кликнете лайк ако гледате на YouTube, претплатете се уште еднаш на некој од каналите каде што сме достапни и се гледаме во следната епизода. Поздрав!